Македонското министерство за правда се уште не ги добило пресудите со кои Грчкиот врховен суд одби екстрадиција во Македонија за Горан Груевски и Никола Бошковски. А од нив зависи што понатаму. И од таму ќе извлечеме моментите врз основа на кои можеме да го поднесеме новото барање, бидејќи законска пречка нема. Додека правда го чека дописот од Грчкото министерство за правда, адвокатот на бараните лица ги доби пресудите пред 10 дена. Бидејќи се работи за грчки јазик, нема да можам да кажам со сигурност за што се работи, меѓутоа она што е евидентно е дека е одбиено барањето за екстрадиција. Пресудите повеќе од една недела се достапни и на цела јавност на интернет страницата на Грчкиот врховен суд. 360 степени обезбеди превод од официјален судски преведувач за да провериме што точно пишува во нив. Зошто Горан Груевски и Никола Бошковски на 18 мај излегоа од зградата на Врховниот суд во Атина како слободни граѓани, а во Македонија ги бараат за да им се суди за повеќе кривични дела? Медиумите и експертите месец и половина толкуваа кои аргументи би можеле да бидат пресудни за таквата одлука на највисокиот суд на Грција. Основа за коментарите беа изјавите на одбраната за рочиштата во Атина, дека тамошните судии се повикале на принципот дека еднаш дадено помилување не може да се повлече, меѓу другото и поради случајот Лекса против Словачка. Тоа е пресуда на судот во Страсбур во полза на поранешниот шеф на тајната словачка полиција, кој добил помилување за подоцна тоа да биде повлечено. И еве ги пресудите во анонимизирана форма. Едната е за Никола Бошковски, а другата е за Горан Груевски. Освен на кого се однесуваат, се разликуваат и по описот на кривични дела кои што им се ставаат на товар во Македонија. Но и двете пресуди се идентични во делот каде што се образложува зошто Атина не треба да ги екстрадира во Скопје. Во пресудите на ниту едно место не се споменува пресудата Лекса против Словачка. Директно не се споменува или цитира ниту Европската конвенција за човекови права во контекст на помилувањето или амнестијата. Напротив, главните аргументи на кои Грчкиот врховен суд ја заснова одлуката против екстрадицијата се помилувањето од председателот Ѓорги Иванов и македонските закони. Судиите во Атина го зеле предвид и повлекувањето на помилувањата, но пресудиле дека тоа не можело да се примени на веќе помилуваните во тој момент. Одлуката на председателот на државата со донесениот важечки акт на 12 април 2016 година за ослободување од гонење е еднаква на целосно прекинување на кривичното гонење, затоа што за време на нејзиното носење не постои законска можност за нејзино повлекување или поништување, ниту во вид на изразување на воздржаност со последица да се отпочне ново кривично гонење или да се продолжи претходната постапка. За ваквата одлука грчките судии нашле подкрепи во македонскиот устав, дека при носењето на нов закон или измена на закон, регулативата не смее да има важност во минатото, туку само во сегашноста и иднината. Во согласност со одредбите на уставот на поранешна Југословенска република Македонија, законите и другите прописи не можат да имаат ретроактивно дејство, освен по исклучок во случај кога тоа е поповолно за граѓаните. Толкувањето на одлуката на Грчкиот суд би била дека според македонските закони и устав, повлекувањето на помилувањето е можно. Но само за лица кои биле помилувани откако беа донесени законските измени во мај 2016 година, со кои парламентот воведе законска можност за повлекување на помилување. За лицата кои беа помилувани во април 2016, според судиите во Атина, повлекувањето на помилувањето не е можно. Адвокатот Петар Василев, кој ги брани Бошковски, Груевски и уште неколку други обвинети во предметите на СЈО, во пресудата гледа шанса и за своите клиенти, но како што вели и за судскиот систем. Тој досега ги користел помилувањата како аргумент во различни фази и во различни пресуди, но без успех. Оваа пресуда ни дава можност и на нас на одбраната и на оние кои водат постапката да уште еднаш размислат како ќе постапат во врска со нашите предлози, а се со цел да се испочитува уставот и законот за кривична постапка. А можност за размислување според најавите на Василев секако ќе има. Прво пред домашните, а потоа веројатно и до судот во Страсбур. На вашето прашање дали понатаму ќе настојуваме на овој предлог, одговорот е да, со оглед дека во секоја инстанца од постапката ние сме должни како професионалци и како бранители
да ги стекнуваме сите предлози кои одат во корист. Ова е еден голем, да речам, аргумент на страна на обвинетите и ова не може да помине без одлука. И сметам дека што порано судот ќе се одважи да одговори на ова прашање, ќе биде подобро. За разлика од Василев, кој одбраната ја темели на легалноста и последиците од помилувањето на Иванов, експертската јавност во земјава акцентот го ставаше на толкувањето дека, во суштина, помилувањето на Иванов е ништовно. Илустративно, толкувањето е дека правото на председателот на Македонија да помилува без никаква процедура извира од членот 11 од Законот за помилување од 1993 година. Кога повикувајќи се на тој член Црвенковски го помилува Заев, во 2009 година власта на ВМРО, ДПМН и ДУИ направи измени и дополнување на Законот за помилување при што член 11 е избришан, а со тоа и правото на председателот да помилува без претходна процедура. Во 2016-та Уставниот суд ги укина измените и дополнувањето од 2009-та, но со оглед на фактот дека укинувачката одлука не создава право, туку констатира што е неправо. Толкувањето е дека укинувањето на измените во 2009-та не значат дека на сила е вратен членот 11, а со тоа и правото на председателот да помилува без процедура. Па сепак, Иванов помилуваше токму според тој член 11. Заради тоа сметам дека судечките судии во постапките кои се пред нив и предметите кои ги споменавте во однос на лицата кои беа предмет на овие одлуки за помилување, судиите треба во овие постапки директно да се повикаат на член 84 од Уставот и да кажат дека овие одлуки всушност се во спротивност и со Уставот и со законот, бидејќи се базираат на непостоечка законска основа, односно на непостоечкиот член 11 од Законот за помилување од 93 година. Како ќе поминат предлозите на одбраната да се прекине со кривичниот прогон на помилуваните од Иванов, зависи од судиите и судечките совети во конкретните предмети. Председателот на Скопска единица веќе изјави дека не смее и нема да им се меша на судиите. Но рече и дека Основниот суд нема надлежност да гради генерален став за ова прашање, па индиректно ги повика по високите судови на таков чекор.